неколку работи да не ги изумам да кажам, дека утре во печатот Слободен печат, значи во утрешниот број, ќе имате прилика да го искусите вистински вака и преку текст, текстуално токму овој денешен рецепт на нашата Јованка, а инаку јас и ти за скоро ќе се подружиме со ликерот. Сега кафето го заврши Дуле. Професионалниот дел го професионално, затоа што така ќе му дозволи некако времето, а и утринската ни баш да ги споделиме сите овие утрински приказни. И велам на Цеце утринава не се сеќам бидејќи карамбол убав ни е секој пат од луѓе, меѓутоа сигурно календарски неколку години помина кога го представувавме всушност и Планинарското друштво на Македон и секако самата платформа, всушност начело како председател нашиот Дуле, а меѓу другото со него денеска ќе го најавиме токмува 6-то поред издание на Титоврв Sky Race. Годинава за многу, да речам, планинарски друштва беше искуство 37 искачување на Титоврв, за некој 42, имаме многу планинарски друштва и драго ми е што имаме таа некаква заедница од, пак ќе кажем, од тој убав карамбол планинарски кој што се случува на тие експедиции, ама ова е аплауз кој што ќе го дадеме 6-та година поред. Силите ќе ги одмерат и во емоција, и физички, и психолошки токму на ова 6-то издание, и како што тој сега ми посведочи, веројатно ќе биде едно од најпредизвикувачките, со оглед на тоа дека од оваа година сте се едно ново лого, ISF, ако не се лажам, тоа е меѓународната федерација, ако не се лажам, на овој спорт на некој начин, кој што влегувате во тоа семејство и таа заедница, така што верувам дека и логистиката и менаџирањето за да се одржи сега Титоврв Sky Race е уште поголемо од минатите години. Ти благодарам што повторно си ни на стаза тука до Телма телевизија и покрај тоа што вие се последни подготовки денови за овој викенд 7 јули. Точно, ви благодарам на поканата, Марко, ти благодарам и тебе. Поздрав и до гледачите на Телма. Да, како што кажа, 6-то издание на Титоврв Sky Race, трка која што е од година на година расте. И оваа година веќе можеби направивме 2 скалила погоре, ако да се правевме по едно, 2 скалила нагоре. Зошто? Затоа што трката од оваа година има, го кажа тој ИСФ сертификат кој што го доделува Светската Skyrunning федерација. Така. Некојаш ми замеруваат за терминот Skyrunning што го потребувам, меѓутоа универзален термин кој што не би можеле да го именно, јас го пишав, инаку сме медиум кој што нели секој пат ќе го почитува кириличното писмо, македонскиот стандарден литературен јазик, меѓутоа некои работи мора да се унифицираат, нели универзално да се признаe, нели и како се признаење. И го користиме тој термин, да, некои замеруваат, меѓутоа универзален термин не можеме да го смениме името. И да, Титоврв Sky Race од оваа година го има тој сертификат, што значи дека сме Титоврв небесно трчање. Небесно трчање. Небесно трка. Небесно трка. И со самото тоа влегува на мапата на Skyrunning заедницата што е во Европа и светот, што значи дека кога ќе дојдете на сајтот на Skyrunning Светската федерација, веќе Титоврв стои на мапата со термин, во календар. Токму така и затоа има и меѓународна нишка веќе целиот овој амбиент на оваа трка. Да, веќе самото учество во трката си се бодува во таа рейтинг листа што е светска и европска, и секој што ќе дојде тука, не само од Македонија, него и пошироко, си собира поени кои што на некои му значат понатаму во таа рейтинг листа, затоа што сепак можеби кај нас уште не толку, меѓутоа во рамки на Европа, посебно Западна Европа, па последниве 2-3 години и во светот, сите оние кои што се надпреваруваат овдека се веќе во очите на оние големи светски брендови, спортски брендови. Каде што се прават долгогодишни договори. Да, се прават годишни договори, атлети кои што се спонзорирани од нив, малтене тоа се више подвижни реклами и спорт кој што веќе зема сериозен замав. Значи, сега ако кажеме дека светската трейл лига веќе се пренесува на еден од најголемите спортски канали во светот, значи гледаме до каде стигна работата. Сакам да те прашам пред да продолжиме за нели таа инфраструктура на трчањето и така натаму за патеката, за да се испочитува тој Sky Race, мора да речем критериумот да биде над 2000 метри надморска височина или како да речеме една земја може да си го понуди својот највисок врв како што е случајот нели Титоврв кај нас, за да се влезе во таа, да речем, федерација и да се најде на таа светска мапа. Да, пак ќе се надоврзам на тој ИСФ сертификат што го добивме, значи Skyrunning-от како тип на трки
за да дојдете до овој сертификат или да трката да биде во таа категорија Sky Race, потребни се одредени критериуми кои што мора да ги исполнува. Значи, не е трка, да речем познатите маратони, полумаратони на улици кои што се одржуваат или трейл трки. Sky Race за да биде мора да исполнува одредени параметри, како што спомна меѓу другото е дека на пример 60% од должината на таа стаза мора да биде на врвови над 2000 метри. Постојат одредени параметри од до колку ќе има висинско искачување што мора да се исполнува и се до тоа. И ние 2-3 месеци можеби чекавме додека го добиеме тој сертификат, па дали они се аплицира, се праќаат параметри за трката, висина, должина, теренот каков е, па они го гледаат сето тоа на GPS. И помина 2-3 месеци додека дојдеме до тој сертификат и успеавме. Македонија доби првата ваква трка, воедно и првиот Sky Race во Македонија. И ние ги засукавме ракавите посериозно оваа година да организираме, затоа што ако до сега во просек имавме меѓу 50 и 60 надпреварувачи, сега веќе бројката оваа година се заклучи, нели, листата за учесници дојде до 110. Не само од Македонија, туку и надвор од неа. Така што јас сум сигурен дека оваа година ќе имаме одлична трка и предизвик плюс за нас кои што сме во организацијата. За прв пат се пријавуваат толка број? Да, волкав број прв пат се пријавува. Ама дека заслугата доаѓаат секако дека и од ICF сертификатот кој што е стандардизира можеби оваа планинска трка? Секако тоа е едната причина, секако другата причина е што и оваа година, викам и оваа година затоа што без разлика што сум директно во организацијата на трката, и оваа година Тито Врв Sky Race е единствена трка која што од неа ќе излезе репрезентацијата на Македонија, која што во континуитет веќе 6 години назад настапува на светски или на европски првенства. Така што и оваа година од неа ќе произлезе репрезентација која што во септември треба да не представува на светско првенство во Шпанија. Така се поврзани работите. Така се поврзани работите, точно. И сега би било подобро кога би имало многу повеќе трки или неколку трки, да не биде само една која одлучува, но во моментов е Тито Врв, а јас сум сигурен дека од следна година ќе имаме и повеќе вакви трки. Бидејќи сум и дел од таа Skyrunning комисија која што кај нас е во рамки на Планинарската федерација, така што работиме вредно и сакаме да има повеќе трки. Но тоа е понатаму. За да се добие тој сертификат, Душко, кажи ми дали, да речеме, комисијата од самата ICF федерација која што го доделува сертификатот, можеби не имали искуство до сега, пример, да го посете Тито Врв, им ги давате параметрите, должината, надморската височина и на врз основа на тоа ти го даваат сертификатот. И велиш дека на самото тоа што веќе сте на таа некоја официјална веб страница, таа меѓународна нишка што се добива, да речем, таква рамка, дали годинава, што велиш ти, и е наменета за луѓе кои што вистина имаат малку поголема и концентрација и физичка сила, меѓутоа дали имаме и учесници странски кои што ќе дадат или се исклучува? Да, значи како што кажа, они не доаѓаат директно да измерат со затоа во денешно време на технологија, веќе им пратите 1-2 GPS-а, мапи, они ја прегледуваат таа рута секако и носат одлука после тоа. И да, имаме годинава од страна, например, благодарение на ја бев лани дел од репрезентацијата која што беше на европско првенство кој што се одржа Проклетие во Гусиње, Црна Гора. Успеавме таму да се зближиме со некои од другите тимови, така што на моје лично инсистирање и покана годинава, например, гости го имаме од Шведска. Мартин кој што беше вице шампион во оваа трка лани во Гусиње, а зимово стана и светски шампион на снег во Италија, што има исто ваква трка што се трча, така што он заедно со уште еден член од неговата репрезентација, тоа се дел луѓе од репрезентацијата на Шведска, ќе бидат тука, со што самиот рейтинг се крева. Тука се и сите наши во моментов најдобри тркачи, да кажам, кои што може да настапат на оваа трка. Да прашам дали нашите Весна и Александар Кираджиеви се пријавуваат, бидејќи знам дека се тие екстремисти во некој дел, па не знам кој ми доаѓа на памет да прашам. Они трчаат маратони на асфалт, што го викаме, класично, но пред неколку години беа гости на нашата трка. Нив ќе ги прашате него како си помина. Меѓутоа, од оние кои што занимаваат со трейл трчање кај нас, тука се сите, се уште сме во неизвестност, јасно уште во неизвестност, дали нашиот шампион 3 години поред или рекордерот на патеката Дејан од Охрид ќе може да настапи, ради здравствени причини беше невозможен минатиот период да тренира, така што кога би бил он дел, би било уште побаво. Ќе ни отсуствуваат уште еден до двајца. Сите очи на него ќе бидат сперени. Уште еден до двајца надпреварувачи наши кои што исто се неизвестни дали ќе стигнат
трчат пошто се палпиве моментално натаму, но другите се сите тука, девојките исто ни се сите тука најдобрите. Да, некој пат ќе праша и таа родовна рамноправност и еднаквост мора да биде присутна и многу ми е некој пат непријатно прашањето дали дами се вклучуваат и така натаму. Мислам дека апсолутно трката нема врска дали си женски или машки пол, едноставно е само концентрација голема и секако да, нема работа врска. на себе. Јас ќе кажам во моментов Ама каков е да речем еквилибриумот или процентот? Помалку се девојки, за жал помалку се девојки, затоа што кај овој тип на трки некои може би се физички спремни, меѓутоа малку се плашат. Затоа што самата патека која што тргнува од Попова шапка па се движи нагоре по скијачкиот терен на Церипашина па продолжува кон Антени, Синврв, Карабунар, Бакардан до Титоврв, значи не е рамен, немаме тука асфалт, немаме многу мали делови, малтене све е угорно, тоа е онаа позната зимска патека за искачување на Титоврв, нели планинарски што ја користиме. И можеби некои се малце несигурни во себе, можеби некои се плашат, но оние кои што веќе биле и оние кои што сакаат да се предизвикаат, да, се тука и верувам дека ќе остварат одлични резултати. Сега околу самата организација претходно ја спомнавме, да се надоврзам само на младо, покрај швеѓаните имаме гости кои што ќе бидат од Србија, имаме гости од Грција, имаме од Словачка што се натпреваруваат, што ќе бидат од Албанија, така што ќе биде интересна трка и многу подобра конкуренција, се надевам од претходните години. Сите се натпреваруваат значи за бодовната состојба. Некои им се предизвик. А и духовна баш сатисфакција. Кај голем дел од натпреварувачите овој вид на трки се и предизвик самите по себе. Сега рачунајте актуелниот рекорд кај нас, на пример за завршување на оваа трка кој што го држи Дејан Ангелевски од Охрид е 2 часа и 19 минути. Значи од Попова шапка до Титоврв и назад. Патека од 19 километри? Да, малдене 20 километри со 1900 висинска разлика. 2 часа. 2 часа и 19 минути, да. Сега тоа звучи неверојатно. Јас ќе кажам дека добро спремен планинар, кој што планинари активно, за да се искачи до врвот му требаат малдене 3 часа. А не до 2:19 да се качи да се симне. Но ете, ракавицата е фрлена, годинава и конкуренција од страна, ќе видиме како од западот тоа ќе го завршат и ќе го истрчаат. Во секој случај одлично време е тоа. Да, и тоа е било метеопрогноза? Метеопрогнозата, да, тоа ни е главен непријател, да кажам под наводници, меѓутоа овие трки се ако планината дозволи да има трката, ќе има, ако не, не. Изминатите 2 години имавме споменеме во Италија дека понекогаш нели и на снежни бури се одржуваат овие трки. Дали кај нас доколку се случи можеби таква некаква непогода метео? Да. Дали би се откажала или сепак би? Сега за сега да не урочам, народно кажано, времето метеопрогнозата за викендов ни е добра. И минатиот викенд ние бевме ја бележевме рутата на стазата. Маркација правите? Маркација 10 часа изгоревме, да кажам, може се љупнам негде по мене. И прогнозата и за овој викенд е добра, меѓутоа минатите последните 2 години на пример имавме сериозни проблеми со времето. Лани некако успеавме да ја истуркаме со променливо време, најави за дожд, магла, имаше остатоци од снег, уште малце порано беше на почетокот на јуни трката. Претходната година моравме скроз да ја прекинеме и да ја скратиме многу рутата затоа што беше многу лошо времето. Sky Race-от се трки кои што логистички за се изведат се многу тешки и се невозможни без доволно волонтери. Зошто? Затоа што тоа е терен каде што немаме ние возило, каде што можеме да дојде со возило, да излеземе, да остане се. Инфраструктурата е сама. Рачунаме дека Титоврв, горе е кулата, во ред е заштита ако нешто не се случи. Таму има луѓе кои што се од саботата отидени. Местата електронска точка каде што се мери времето со чип, нели исто како на трките на маратон што се наравно. Има луѓе кои што се таму, кои што се грижат за освежителна станица, значи вода, електролити, овоше зеленчук кои што ќе бидат однесени таму. Сето тоа изминатите години ние го носевме со помош на коњи. Ангажиравме коњи кои што ни носеа до врвот покрај личните работи и све она што е другото. Вода и сите тие работи да ги имаме на врв. Надоле, како се симнуваме, надоле по патеката, седлото што е под Витоврв, повторно тука имаме медицинска екипа за, нели, не дај Боже, ова се ризични трки, секој што учествува многу добро знае. Оваа година
стварно за пофалба, ќе кажам благодарение најмногу на нашиот планинарски клуб Македон, имаме преку 20 волонтери кои што ќе бидат долж патеката. Секоја чест. И без нив, јас ќе кажам, е невозможно да се организира трката. И првата контролна точка која што е на антени врвот пред Син врв, и тука имаме исто вода, овошје, зеленчук, све она што медицинска помош што некого не може да му претреба. И сето тоа се носи на грб, се носи со коњи, наоѓаме начин како, затоа што, како што кажав, немаме пристап за возило. Така. А за жал, можеби тоа би можело да се олесни некој начин, меѓутоа еве 6-та година поред како немаме многу слух кај институциите, сепак ова се настани кои што за да се организираат на некое место неопходна е помош од општината, од министерства и од сите тие работи. За жал ние уште го тераме тоа ентузијастички во клубот најмногу, планинарскиот клуб Македон како организатор и волонтерското, така што се надевам дека еве од оваа година нека биде последната 3 скалила да отидеме погоре, да се вклучат сите, затоа што секоја помош е многу добро, сепак е национално првенство. Како не, исто како што ги спомена ти претходно маратоните, Скопскиот маратон кој што веќе е рамо до рамо со светските и ја добита всушност своја интернационална меѓународна нишка. Тоа го добива сега годинава и Тито Врв Скайрейс. Би сакал само да прашам највозрасен и најмладиот кој што годинава се вклучува во трката? Оспреди како располагаш со тоа? Ќе почнам од најмладите. Ние имавме и отворен повик за младинци до 23 години да се пријават на трката без никаква котизација, без ништо. Сепак сакаме и потребни се млади спортисти, затоа што еве изминатиот викенд на истото, меѓутоа повторно Србија и Црна Гора беа организатори домаќини на младинско светско првенство. Каде што учествуваат 20 на држави од целиот свет. За жал Македонија таму немаше представник. На оваа трка имаше отворен повик да се пријават и мислам дека има пријавено неколку дечки до 21-20 години што имаат. Сите тие ќе бидат поддржани од нас како организатори на трка, да дојдат да осетат ако веќе не учествувале на ваква трка. До најстариот представник кој што мислам дека е Благоја и има 70 години. Секоја чест. И Благоја е одличен. Чичко Благоја, тоа мора да се запозна како профил. Мислам дека да, и мислам дека ќе сигурен сум дека ќе настапи и одлично ќе ја заврши својата работа. Одлично, секоја чест. Ништо, ќе ви посакам убав остаток од овие денови за да го доорганизирате, макар што не се сомневам и во тебе. Во следната сезона ќе говориме секако и за членувањето во Македон и за веќе новите 15 години реализирани, па новите кои што ги имате сега и здравје Боже да ја реализираме и новата декада од постоењето. Ќе ви посакам се да биде во најдобар ред и вистина би сакал да го запознам Чичко Благоја. Тоа ќе ми биде линкот преку тебе. И јас се надевам дека ќе успееме во тоа секако и се надевам дека следна година ќе се видиме и со повеќе трки и со формирање на она што го имаме како идеја на Skyrunning лига, која што ќе биде поддржана и од многу институции. Сепак, со самата оваа трка треба да знаеме дека Тито Врв од пред 3 години е нашиот најмлад национален парк. Ова се настани кои што го промовираат, го ставаат на мапата туристичка за сите оние што сакаат да идат на планина, и за да биде таа на мапата, на светска или европска мапа на туристички места на планина, потребно е сите да се ангажираат. Ние сега во еден викенд малтene имаме 500-600 луѓе кои што ќе свртат на шапка, кои што да бидеме реални ги нема скоро цела година се додека не падне снег, и дали ќе падне снег на шапка. Ти благодарам многу. Било ми веќе. Најавивме, се надем дека убаво спакувавме издание на утринска на Телма. Со Дуле ве поздравуваме, ве чекаме секако 7 јули, трката Тито Врв Скайрейс. Утре да чекаат секако останатите колеги и приказни. Не заборавајте се, будеме заедно во 6:55. Чувајте ми се и бидете добри едни со други. Чао, чао.